Денеска православната црква ги празнува преподобните мъченици Галактион и Епистима, светите апостоли Патров, Ерма, Лин, Гај и Филолог и светиот Јона архиепископ Новогородски. Преподобните мъченици Галактион и Епистима, родени во градот Едесво, Феникија, двајцата од незнабожечки родители. Мајката на Галактион била нероткиња, се додека не била крстена. Потоа таа го вовела и својот маж во вистинската вера. Го крстила и го воспитувала во христијанска вера и својот син Галактион. Кога Галактион стасал за женидба, добрата мајка Левкипија му починала, а татко му за него прстенувал некоја девица Епистима. Галактион не сакал никако да стапи во брак, па прво ја посоветувал Епистима да се крсти и потоа да се замонаши во исто време со него. И двајцата се оддалечиле на гората Пуплион, Галактион во машки, а Епистима во женски манастир. И секој од нив двајца се покажал во својот манастир како вистинско светило. Први во трудот, први во молитвата, први во смирението и послушаноста, први и во љубовта. Од манастирите не излегувале, ниту еден со друг се виделе повеќе, освен пред смртта. Настанало луто гонење и нив двајца ги извеле пред суд. И кога Галактион го камшикувале немилосрдно, Епистима плачела. Тогаш и неа ја камшикувале. Потоа им ги одсекле рацете, па нозете и најпосле и главите. Нивните тела ги зел Ефтоли и честно ги погребал. А тој Ефтоли бил прво роб на родителите на Епистима, а потоа бил монах заедно со Галактион. Тој и го напишал житието на овие прекрасни Христови мъченици, кои пострадале и венци на небото примиле во 253 година. Поуки од светите отци. Со добрината, наклонетоста, љубезноста, со милоста може да засветлите на овој свет. Секоја, па и малата светлина, му е угодна на Бога. Свети Лука Кримски. Светите апостоли Патров, Ерма, Лин, Гај и Филолог биле од 70 апостоли. Патров бил епископ во Неапол, Ерма во Филипопол, Лин во Рим, Гај во Ефес и Филолог во Синопа. Сите со љубов го исполниле законот Христов и се преселиле во Царството Христово. Поуки од светите отци. Не се труди да истражуваш и да дознаваш за тугите дела, затоа што и во тебе самиот ќе се најде истото тоа поради што го презираш другиот. Свети Нил Синајски. Светиот Јона, архиепископ Новгородски. Роден е во Новгород и рано останал сираче. Некоја богојажлива вдовица го зела и го воспитувала. Кога го видел, уште како дете, Михаил Клопски, безумен заради Христа, му рекол пророчки: Иванушка, учи се прилежно бидејќи ќе бидеш архиепископ во овој голем Новгород.
И навистина подоцна по смртта на архиепископот Евтимий, Јона бил избран и поставен на негово место. Јона бил благочестив и милостив како ретко кој друг смртен човек. Подигал цркви и манастири и пастирствувал како вистински добар пастир. Му била понудена и столицата за митрополит Московски, но тој ја одбил со изговор дека е стар. Мирно се упокоил на 5 ноември 1570 и се преселил во радосната небесна обител. 100 години по неговата смрт имало голем пожар во Новгород. Иако биле во средината на пожарот, моштите на овој светител не изгореле, туку напротив почнале потоа да пројавуваат исцелителна сила и да испуштаат благопријатен мирис. Поуки од светите отци. За време на молитвата, телото станува икона на душата. Свети Климент Александриски. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј. Te